Тешка навреда е да речете некому дека манипулира со законските одредби. Тоа јас никогаш нема да го направам, бидејќи во крвта и во умот ми е Монтеские и духот на законите, но вие што манипулиравте со одредби од законот. Значи, сега ќе ви прочитам. Кога го прочитавте членот 48, значи, тоа нема врска со давање на податоци и со бојкот. Имено членот 48 вели: глоба во износ од 200 евра ќе се изрече за прекршок на физичко лице ако како учесник во пописот неовластено издаде податоци за пописот на трето лице или во својство на инструктор државен, реонски инструктор, попишу, односно член на комисија за пописен регион, нема да постапи во согласност со упатствата и инструментите за спроведувањето на пописот. Врска нема тоа со граѓани, туку со попишувачи. Второ, врска нема со граѓани, ве молам, член 9 вели: тој што ќе уништи, прикрие, оштети, преправи или на друг начин ќе ги направи неупотребливи внесените податоци на пописната апликација, ќе се казни со затвор од најмалку 3 години, а значи ако го стори со учесник во пописот или друго лице, ќе се казни со најмалку 5 години. Врска нема со граѓани. Значи, вие правите селекција. Запомнете, недавањето на податоци не е кривично дело, туку е прекршок. Каде што има прекршок, нема можност за поттикнување. Второ, значи, проверете, не знам или ве дезинформирале, или пак читате како што сакате. Понатаму, велите, не е важно, фингерпринт споменувате и така натаму. И сега јас да ве прашам и велите не може малолетни и не може диаспора. Чекайте само да... Одлично, го прочитав јас член 51. Ама јас го прочитав и кога зборував. Глоба во износ од 200, повторувам, до 300 евра во денарска противредност ќе се изрече за прекршок на физичко лице ако одбие да даде податоци што се бараат од него за пописот или ако даде неточни податоци. Да, ама ви го поврзав, оти овој член упатува на закон за... Ве молам, еве ви правник, закон за прекршоци, кога што вели дека член на 2 член 21, ако прекршокот е сторен под особено олеснувачки околности, закана по моето здравје, тогаш глобата може да се ублажи до законскиот минимум, а тој изнесува 15 евра, па може да заврши, нека кажат сите правници овде, и како опомена. Споменувате фингерпринт. Видете, не можело за диаспора. А кажете ми, како ќе казните вие диаспора ако не учествува на пописот? Ај да ве прашам јас. Важат одредбите од овој закон за сите? Никако. Значи, кога повикувате на диаспора, повториме. Прво, во историјата на пописи не се попишувала диаспора. Второ, на попис се попишува само резидентно население, она кое во критички момент ќе се најде тамо. Надвор, само до 12 месеци. Внатре, само оние што се 12 месеци. Другите се граѓани во тие држави. Тамо одат во училишта, тамо имаат потреба од социјална помош и од пензии. Запомнете, значи тоа не постои во попишувањето. Отворете ја регулативата член 2, ќе видите дека е така.